Добро вечер, тредневник на К3. Бањата Стрновац надалеку е позната по своите лековити својства. Отворена е туристичката сезона и секојдневно бањата ја посетуваат бројни туристи. При посета на нашата камера начекавме граѓани од сите краишта, дури и печалбари кои годишните одмори си ги користат овде. Посетителите велат дека за разлика од минатите години подобрени се условите, но за да биде комплетна услугата потребни се гардеробери, уредени паркови, повеќе маркети и мотел за ноќевање. Кога би била во Швајцарија, бањата Стрновац би била модерен бањско-рекреативен медицински центар, вели кумановски печалбар кој за лековитите својства на термалната вода слушнал од своји пријатели. Стрновац таму е прочувано исто каде нас, од колеги и пријатели. И прекјучера дојде овдека и другар ми вика, слушај, вика, ајде вика ќе те одведу за денес, договоримо се да не доведе одека. Топлата вода од 40 степени ги лекува сите видови на ревматските заболувања, инфективните, заболувањата на периферните артериски садови, но лекува и состојби по повреди. Толку благотворно влијае врз здравието на луѓето, а никој не води грижа за одржување на бањата, коментираат посетителите. 2 базени, неколку монтажни угостителски објекти е она што го сочинува бањскиот комплекс. Но за разлика од претходните години, сепак се подобрени условите, велат анкетираните посетители. Па убаво, топла, со моите комашинки. Па сакав да се избањам малку, топла вода. Не е препорачливо многу да се бањав, пошто дали е здраво. Бањав се убаво ги топла вода. Тој за коски, за кожу, за желудец, кој го пие за желудец многу помага, мада ја не го користу. Тие деформисани ногти кои има или пете, тој за ден-два одма се осеќа. Ја долазим из Немачки. Ово е чисто Божја вода, која е стварно многу лечлива за све. Така да ја сваки 3 месеци сум тука, у Немачка сум пробал све, али ништа, кичма имам проблема. Како доđem овде више никакви проблема немам. Општината Старо Нагоричана нема надлежност да стопанисува со термоминералните извори, како и да е оттаму вела дека секоја година работат во рамките на нивните можности комплексот да се одржува чист и да им се понудат подобри услуги на туристите. И минатата година и оваа година се спремивме, ја дотеравме бања, ја исчистивме, ја заградивме, се луѓе што се запослени таму се грижат за хигиената во бањата и околу бањата. И исто така ја покривме бањата минатата година. Беше пак, дури воведовме линија Куманово, Николјане, Старо Нагоричано до Бања Стрновац 2 пати дневно, сабајле. И навечер, значи луѓе од Куманово можат да доаѓаат лично и со комби, да си направат 1-2 бањи, да си направат еден излет, да кажеме, и пак да се вратат со комби во Куманово. Топлата вода во селото Стрновац се избила на површина во 80-тите години на минатиот век и повеќе од 30 години истекува во реката Пчиња. Инаку Кумановски Стрновац по лековитите својства на водата се поистоветува со бањата во Бујановац. Општинската организација на Црвениот крст Куманово втора година поред организира акција за дарување крв на отворено во селото Кокино. На акцијата се одзва 50 на крводарители, представници од неколку граѓански здруженија, од администрацијата на општината, а учествуваа и жителите од околните села. Голем број крводарители дадоа свој придонес во акцијата што денеска се одржа во природа, во прекрасниот амбиент на селото Кокино. Крв даруваа представници од неколку граѓански здруженја од општината Старо Нагоричане, но се приклучија и жители. Оние кои беа присутни на манифестацијата велат дека денот го искористиле да направат хумано дело, но и да се релаксираат во недопрената природа и да прошетаат до прочуената обсерваторија стара 4 века. Само за крводарување. Од Куманово. Инаку вработен во општина Старо Нагоричано, колегијално организирано да даруваме крв за секој живот е драгоцен за. Јас тука имам голем број на пријатели, роднини и така натаму и денеска е особена чест, денеска е светскиот ден на Црвен крст, така да по тој повод, нели, сме денеска тука и даруваме крв. Па по 5 пати давам крв, крводарител сум. Па така. Добро е да се помогне. Оваа акција Црвениот крст ја организираше по повод Светскиот ден на Црвениот крст. Ова акција се организира по повод 14 јуни, Светски ден на крводарители. Пред се организира тука поради актуелноста на Кокино, затоа е одбран денот недела, бидејќи луѓето доаѓаат
користат викенд прошетка и воедно даруваат крв. Инаку акцијата се организира втора година поред во месецот мај, кога календарски се одбележува овој датум. Овој пат беше поместена поради настаните кои го зафатија Куманово на 9 и 10 минатиот месец. Со свечена академија во Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше одбележан 70 годишниот јубилеј од постоењето на општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. На академијата низ видеопрезентации и перформанси беа презентирани етапните фази од создавањето и развојот па се до денешното современо функционирање. Исто така им беа доделени јубилејни благодарници на најзаслужните хумани поединци и институции од градот. Со свечена академија во Домот на културата Кривопаланичкиот Црвен крст ја одбележа 70 годишнината од своето самостојување и 20 години полноправно членство на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Пред 7 децении беше посејано семето полеано со еликсирот на хуманоста. А денес во мисијата се обединети и стари и млади, и болни и изнемоштени, и приватни и државни субјекти. Порача Жаклина Цветковска, председател на Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. Не смееме да ги заборавиме усилбите и идејата што ги води сите овие генерации. Не смееме да ги заборавиме основачите и плејадата активисти и волонтери на Црвениот крст, чија најголема доблест е скромноста во себе наспроти величината со која пристапуваат кон хуманите дела. Денешната современа организација мора да остане посветена на нивните идеали, прилагодени на современите услови и врз темелот на нивното искуство да создаваме нова вредност. Да споделиме се, единствено да не го делиме светот. Присутните со свое обраќање ги поздрави и генералниот секретар на Црвен крст на Република Македонија, доктор Саид Саиди, кој истакна дека со гордост се сеќаваат на плејадата волонтери и вработени кои оставила длабоки траги преку своите хумани дела. Во сеопфатните напори на Националното друштво за обезбедување помош на целните групи, посебен придонес ни годините дава Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка, која континуирано остварува позитивни резултати благодарение на ангажманот на волонтерите и службата. Продолжуваме да чекориме заедно во нашата хумана мисија. Со републички признанија од Црвениот крст на Република Македонија се закитија локалната самоуправа на општина Крива Паланка и клубот на пенсионери Достоинствен живот кој функционира при организацијата. Соработката со општината секогаш била и ќе биде на највисоко ниво, од причини што основниот мотив на делување на оваа организација е хуманоста и грижата за секој еден на кому му е потребно да му се помогне. По академијата беше промовирана и монографијата 70 години Општинска организација Црвен крст Крива Паланка, која ја подготви Анка Стојановска, пенсиониран секретар на Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. Монографијата е и убава и богата, бидејќи ја создадовме сите заеднички. Јас само го запишав она на кое што бев сведок или учесник и она што го најдов во архивата и во меморијата на Црвениот крст. Црвениот крст на Куманово донираше помош во храна и пијалоци за измачените мигранти кои поминуваат на автопатот што води до српската граница. Нашата камера ги запраша за нивната голгота, а сите зборуваа во еден глас дека бараат спас од ужасната војна во Сирија. Видно исцрпени од возењето велосипед, ни раскажаа дека еден ден и тие ќе имаат среќа да заминат во западните земји. Црвен крст Куманово донираше помош во храна и пијалоци за измачените мигранти кои поминуваат на автопатот што води до српската граница. Нашата камера ги запраша за нивната голгота, а сите зборуваа во еден глас дека бараат спас од ужасната војна во Сирија. Видно исцрпени од возењето велосипед ни раскажаа дека еден ден и тие ќе имаат среќа да заминат во западните земји. Одам во Германија, затоа што во Сирија е многу опасно. Сакам да учам факултет и се надевам на подобар живот. Секретарот на Општинската организација Црвен крст Куманово истакна дека во наредните денови акцијата за давање помош на мигрантите ќе продолжи.
Еве, од вчера и денеска почнуваме со Неготино, Велес и Куманово. Значи, направиме 3 пункта како Црвен крст, за да на тие луѓе кои транзитираат по автопатот, на некој начин да не бидат уценувани и слично. Ние, она што можеме, најосновното водичка, верувам дека до понеделник ќе обезбедиме и други некои продукти кои може да им се даваат како двопек и слично, за да може колку толку на луѓето да не ги оставиме на милост и немилост на да не кажам банди и слично кои наоѓаат во се трговија да прават, им препродаваат, им нудат не знам по баснословни цени вода и леп и слично. Ова не е Тур де Франс, ова е Тур де Македонија на мигрантите кои во надеж за подобар живот транзитираат низ нашата земја кон западноевропските држави. Најмалите кривопаланчани заедно со своите родители и другарчиња се забавуваа со настапот на хорот на Златно Славејче на плоштадот Карпошово во Стание. Концертот е дел од караванот на златните славејчиња низ земјава, а во Кривопаланка се одржа под покровителство на локалната самоуправа. Под мотото од децата за децата на плоштадот Карпошово во Стание се одржа концертот на хорот на Златно Славејче. Истиот е под покровителство на локалната самоуправа на Крива Паланка. Најмалите кривопаланчани заедно со своите родители и другарчиња се забавуваа со песните на златните славејчиња од изминатите години. А во завршниот дел беа отпеани и најголемите хитови од овој реномиран фестивал. Тука на плоштадов имаме малку дружење. Тука доаѓа Златно Славејче, слушаме песни и се забавуваме. Тука сум дојден со моите родители. Дали дома ги слушаш овие песнички, дали ги знаеш? Да, ги слушам и некои ги знам. На овој площад се произведува Златно Славејче песничките. Тука сум со мојата другарка Мартина. И како се забавувате, дали ги знаете овие песнички? Да, ние ги слушаме. Песните од Златно Славејче и знам, се забавувам со мојата другарка Јована. Дали ги знаеш и слушаш овие песни? Да. Кажи ни со кого си дојден? Со мајка ми. И како се забавуваш? Добро. На площад има фестивал на Златно Славејче. Со кого си ти и како се забавуваш? Со мама и со тато и со Вероника. Убави ли се песничките? Да, јас дома ги слушам овие песнички од Златно Славејче. Убаво се забавувам, дојдов со мама. Дали дома ги слушаш овие песнички, дали имаш омилена? Помалку ги слушам, ги сакам сите песни. Ги слушам дома на компјутер песни, имам една омилена. Која? Па море плажа. Настапот во Крива Паланка е дел од караванот на Златно Славејче заедно со Вива Сокови низ земјава. До сега минале низ 8-9 града, а уште низ толку градови ќе ги радуваат најмалите предстојната есен, делат од организацијата. Одлично, значи оваа гужва, овој народ што го гледаме тука, пријатно не изненади. Не очекував, искрено не очекувавме толку деца, толку народ и ова е прекрасно нешто. Ние сме организатор на целиот овој детски караван на Златно Славејче, значи ние сме СТ продукција и го организира овој караван кој се вика од децата за децата и е низ цела Македонија. Значи караванот до сега помина околу 8-9 града, Македонска Каменица, Делчево, Охрид, Струга, Кичево, Радови, Струмица, мислам дека ги заборев сите, а на есен ќе продолжиме уште во 7-8 града. Корот има околу 70 деца, од дека се присутни околу 20-30 дечиња. Традиционално публиката низ фестивалот ја водеше музичката звезда и големиот пријател на децата Владко Илиевски. Секаде е расположено, ова е турнеја Златно Славејче, Вива Сокови, сите добиваат на крај сокчиња, некаде и цедиња, некаде сме на плоштади, некаде сме во сали и го најавуваме полека тој голем спектакл во Скопје за 45 години.
Златно славење е најстара и омилена музичка манифестација за деца во земјава. За прв пат се одржува 1971 година, а од тогаш се одржува секој 13 ноември во рамки на одбележувањето на роденденот на слободата на главниот град Скопје. $220 невработени лица ќе имаат можност за бесплатна обука за напредни IT вештини, кои во моментов се најбарани на пазарот на труд. Обуката ќе трае 3 до 6 месеци, а ќе се однесува за Java програмер и програмери за веб апликации. Овој проект ќе чини 18 милиони денари, обезбедени преку ИПА програмата. Проектот ќе се реализира во 3 дела. За оваа година предвидени се .NET програмирање, Java, како и дополнителни 50 лица кои ќе бидат обучени за CAD програмирање. Пакетот чини €1350, кој вклучува обука и ваучер за полагање во меѓународен тестинг центар, кој ќе го обезбеди провајдерот за добивање сертификат. Конкурсот за аплицирање ќе започне од понеделник. Заклучно со 2014 година во вакви обуки учествувале 471 лице, од кои успешно ја завршиле обуката 375, а се вработиле 246, односно околу 65%. Во Охрид денеска свечено е отворена летната школа на 48-миот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. На отворањето во Конгресниот центар на Универзитетот Свети Кирил и Методи се обратија председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи професор доктор Велимир Стојковски и директорот на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура професор доктор Славица Велева. Оваа година на летната школа на 48-миот меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура ќе присуствуваат 78 учесници од 20 земји. На семинарот ќе учествуваат и 18 универзитетски професори кои на своите универзитети ги вклучуваат темите од областа на македонскиот јазик, литература, култура. Во рамки на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура на 27 и 28 јуни ќе се одржи 42-та меѓународна научна конференција. Тема на лингвистичката секција ова година е македонската азбука и македонскиот правопис 1945-2015, посветена на 70 годишнината од кодифицирањето на азбуката и на правописот на современиот македонски јазик. На конференцијата ќе учествуваат домашни и 20 лингвисти од странство. Македонија како претседавач на Централно-европската иницијатива за 2015 е домаќин на најстариот Европски форум за континентална интеграција. Состанок на министрите за надворешни работи на државите членки на Централната европска иницијатива во рамки на овогодинешното претседавање на Република Македонија со Централно-европската иницијатива ќе се одржи утре во Охрид. На состанокот ќе присуствуваат министри за надворешни работи и шефови на делегации од државите членки на ЦЕИ како Македонија, Албанија, Австрија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Молдавија, Црнагора, Полска, Романија, Србија, Словачка, Унгарија, Италија, Словенија и Украина, а поканети се и специјални гости од Европската унија, Европската банка за реконструкција и развој, Секретаријатот на ЦЕИ, ОПСЕ, Совет на Европа, РЦЦ, Република Косово и други, соопшти Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Централно-европската иницијатива започнува со работа во 1989 година. Денеска иницијативата има 18 земји членки: Австрија, Албанија, Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Чешка, Италија, Унгарија, Македонија, Молдавија, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Србија, Украина и Црнагора. САД подготвени да разместат тешко оружје во Балтичките држави и Источна Европа. Британија поради Сноуден повлекува разузнавачи од странски мисии. Сомнеш за појава на смртоносниот вирус МЕРС во Словачка. Следуваат вестите од светот. Пентагон е подготвен да складира борбени тенкови и пешадиски возила, како и друго оружје за повеќе од 5000 војници во неколку балтички држави со цел да возврати на можна руска агресија во Европа, објави Нью Йорк Таймс. Весникот наведува дека во случај предлогот да се одобри, тоа ќе бидат прв пат по студената војна САД да стационираат тешко оружје во нови членки на НАТО во Источна Европа, кои некогаш биле дел од Советскиот сојуз. Се очекува предлогот да го одобри американскиот секретар за одбрана Еш Картер и Белата куќа пред состанокот на НАТО во Брисел овој месец, наведува весникот повикувајќи се на високи функционери. Со предлогот се предвидува опрема доволна за околу 150 војници да биде складирана во секоја од трите балтички држави – Литванија, Летонија и Естонија, додека опремата доволна за потреби на батальон од околу 750 војници да биде во Полска, Романија, Бугарија и можеби Унгарија.
Британија била приморана да повлече дел од своите разузнавачи од мисии во странство откако Русија и Кина добиле пристап до тајни документи што ги објави поранешниот американски разузнавач Едвард Сноуден, објавуваат британски медиуми, пренесе МИА. Се работи за случаи во кои руси и кинези добиле информации, тоа значи дека многумина агенти мора да бидат повлечени и не спречува истекувањето на информации за тоа како да работиме и да добиеме информации од клучно значење, изјави извор од седиштето на британската влада за Sunday Times. Истовремено BBC на својот сајт објави дека двете држави дошле до информациите за повлекување шпиуни, но нема докази дека било кој шпиун е загрозен. Сноуден пребега во Русија откако во 2013 година на медиуми им достави тајни документи со цел разоткривање обем на прислушкување што го вршат САД за да заштити приватност и основни човекови слободи. Кај 39 годишен странец во Словачка се појавиле симптоми кои оставаат сомнеш дека е инфициран од вирусот МЕРС, соопшти портпаролот на Словачкото Министерство за здравство Петер Бубла. Како што пренесе добисникот на МИА, мажот бил пренесен во специјализиран дел од клиниката во Братислава, а примероци за тестирање на болеста биле испратени во лабораторија во Прага, откаде резултатите се очекуваат за 24 часа. Словачките здравствени власти во соработката со полицијата испитуваат со кого бил потенцијалниот болен во контакт и превземаат мерки за заштита. Инфекцијата МЕРС ја предизвикува вирус кој е одговорен за болеста САРС, кој во 2003 година усмрти околу 800 луѓе. Најпрво се појави на Блискиот исток во 2012 година, а моментално е актуелен во Јужна Кореја, каде веќе починаа 14 лица, а над 300 се инфицирани. Македонската ракометна репрезентација во решавачкиот надпревар во Скопје ја совлада Чешка со 32-28 и се избори за учество на Европското првенство. Од нашата група покрај Македонија на Европското првенство во Полска настапи избори и екипата на Франција. Честитки за машката ракометна репрезентација на Македонија која успеа да се пласира на Европското првенство во Полска. Нашите ракометари во тежок меч успеа да ја совладат селекцијата на Чешка со 32-28 во спортскиот центар Борис Трајковски. Напреворот не беше лесен, бидејќи честите се представија во добро издание и се бореа до крајот за поволен резултат. Меѓутоа, нашите ракометари беа цврсто решени да забележат победа и да се изборат за ново учество на континенталниот шампионат. На крајот на мечот, голема радост за македонските ракометари, кои покажаа дека имаат карактер и квалитет и заслужено повторно одат на европскиот шампионат. Во Македонија, голманот Ристовски блескаше со 13 одбрани, а во нападот капитенот Лазаров доминираше со 11 голови. Исто така и другите ракометари дадоа голем придонес во победата. Во секој случај, македонските ракометари заслужено се на големото напреварување, од кои сите ние очекуваме нови успеси. Многу пати ова селекција докаже дека е подготвена достојно да ја представува својата земја, а ние да се надеваме дека од Полска повторно ќе имаме добри успеси. Со значителна внимателност, како и со нескриен оптимизам, по последниот тренинг пред денешниот надпревар во репрезентативниот табор се очекува квалификацијскиот дуел со Словачка. На официјалната пресконференција во Жилина селекторот Љубинко Друловиќ потенцираше дека ова е дуел со кој може да се смени текот на квалификациите. Словаците се огромни фаворити и тоа не смее да се заборава, па затоа ниту евентуалниот пораз не може да биде сватен како трагедија. Но ние не сме тука дојдени само да одиграме, но и да се обидеме да го смениме текот на квалификациите. Србинот во голема мера го дефинира првиот свој стартен состав за дебито на клупата на црвено-жолтите против Словачка, вечер од 20:45 во Жилина. Ако уште во Скопје веќе се навестуваше дефанзивната линија по финалните подготовки во Словачка, Друловиќ Сечини ги разреши и последните дилеми. Сечини од првата минута заедно со Аријана Деми во линијата пред одбранбените играчи ќе застане фудбалерот на Вардар Стефан Спировски и покрај тоа што се уште размислувањата водат и кон членот на работнички Душан Трајчевски кој одигра квалитетно на последниот репрезентативен дуел тестот со Австралија на Филип II. Покрај капитенот Томе Пачовски на голот, во одбраната новини ќе бидат Владимир Димитровски на централната стоперска позиција, заедно со повратникот Даниел Мојсов, додека на позицијата лев бек дебек има Леонард Жута од шведски Хакен.
На десната бековска позиција ќе биде досега стандардниот Стефан Ристовски, покрај Деми. Во средниот ред ќе има место за Ферхан Хасани, кој пролетва имаше одлична сезона во Бронби, кој што добива предност во однос на Бесерт и Ибраими, кој пак не е во посекуваната форма. Александар Трајковски, откако претходно беше тестиран и како последен играч за врска, сега Друловиќ го враќа на природната позиција во нападот, пак ќе действува по левата страна. Од спротивната ќе биде очекувано Агим Ибраими, а на исторен во нападот во формацијата 4-2-3-1 ќе биде нашиот репрезентативец Мирко Ивановски. Една радосна вест за љубителите на спортот во Македонија. На првите европски игри во Азербејџан Мартин Несторовски го донесе вториот медал на Македонија, откако каратистот Емил Павлов го освои бронзениот медал во категоријата до 60 килограми. Овој успех го повтори и вториот македонски каратист Мартин Несторовски. Тој во дуелот за бронзениот медал во категоријата до 84 килограми убедливо го победи српскиот представник Слободан Битевиќ. Меѓународен спорт. Првиот човек на Светската фудбалска федерација, Сеп Блатер, размислува и понатаму да ја води ФИФА. Богатите шеици на Манчестер Сити понудиле неверојатни 140 милиони евра за напаѓачот на Барселона Луис Суарес. Председателот на ФИФА Сеп Блатер повторно се премислува. Имено според најновите информации, сега најавува дека планира да остане до крајот на мандатот на ФИФА, а оваа информација ја пренесе швајцарскиот весник Швајц ам Зонтаг. Инаку, пред само 2 недели, Блатер излезе со став дека ќе се повлече од функцијата поради лични причини. Промената во ставот, првиот човек ја базира на поддршката што пред неколку дена ја добил од фудбалските конфедерации на Азија и Африка, кои го убедувале да остане на функцијата. Како и да е, на крајот целата оваа рашомонијада ќе мора да добие конечен епилог во интерес на фудбалот на Конгресот на ФИФА, кој треба да се случи во наредните месеци. Манчестер Сити планира да понуди 140 милиони евра за напаѓачот на Барселона Луис Суарес, пренесува англискиот вестник Daily Mail. Како што се наведува, Барселона не е задоволна од игрите на Суарес во оваа сезона, иако на некои мечеви уругвајецот беше клучен човек во победите на својата екипа. Доколку навистина се оствари овој трансфер, тогаш Суарес ќе стане убедливо најскапиот фудбалер на светот и ќе го струши рекордот на Герет Бейл. Покрај за Суарес, Манчестер Сити неодамна понуди 80 милиони евра за Погба, што најавува дека граѓаните се подготвени ова лето да потрошат многу пари со единствена цел – формирање на силна екипа за наредната сезона. Времето во Македонија сончево со мала до умерена облачност. Струмичката котлина, Делчево, Берово и Велешко вечерва се очекува да бидат зафатени од невреме, информира управата за хидрометеоролошки работи. Според податоците со кои располага одделението за анализа и прогноза на време и радарските слики од радарскиот центар Ѓуриште, невремето ќе биде со умерен интензитет и ќе биде проследено со интензивен пороен дожд, електрични празнења и засилен ветер. Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Пријатна вечер.